Ви благодарам на сите што дојдовте на денешната пресконференција на ВМРО ДПМН. Денешната пресконференција на ВМРО ДПМН е посветена на изборните нерегуларности. Почитувани присутни, Република Македонија во текот на вчерашниот ден ги имаше најнерегуларните и најнедемократските избори во историјата на независна Македонија. Никогаш последниве 27 години немало понасилни избори и немало избори со повеќе подкуп, насилство и нерегуларности. Забележани се и документирани огромен број на нерегуларности, индиции за подкуп, закани и уцени, вклучувајќи и уцени од полициски службеници. Уште од рано изутрина беше прекршен изборниот молк, а постојат и сериозни сомневања дека е извршено полнење на кутиите со методот на така наречен бугарски воз во повеќе општини низ државата. ВМРО ДПМН до меѓународните представници, до ОПСЕ и ОДИХР достави видео и фотоматеријали за голем број од забележаните изборни нерегуларности. Поточно станува збор за изборни криминали. Медиумите вчера објавија снимка од која што експлицитно се гледа како активист од СДСМ во Штип дава подкуп на граѓанин, а денес ќе пуштиме инсерт од таа снимка како граѓаните ќе можат да видат како активисти на СДСМ во сред бел ден вршат подкуп. Ако може снимката ве молам. По оваа снимка МВР и државните институции на СДСМ не реагира и го премолча очигледниот подкуп. Целата полиција, почитувани присутни, беше ставена на располагање на СДСМ. Полициски припадници блиски до СДСМ физички им се закануваа на граѓаните, за кои знаат дека не се гласачи на СДСМ и им забрануваа да излегуваат од својот дом. На луѓето им беше забранувано во 2017 година да излезат од дома. Од општина Бутел имаме видео снимка како припадник на полицијата се заканува на граѓанин во неговиот двор, дома, со закана дека не сме да излезе. Повелете, погледнете таа снимка. Знаете што видовме пред малку? Дома сакаат да ги тепаат луѓето. Дома, на куќен двор, припадник на МВР. Се заканува на човек што има 60, 65, 70 години и му вика не искаче од дома. Што му фали на припадникот на МВР? Ништо. Кога тој се однесува овака, почитувани присутни, во сред Скопје пред камера, можете да замислите што се случува по помалите градови, што се случува по помалите улици, што се случува по селата и по населбите, каде што нема камери.
Дома им се закануваат на луѓето дека ќе ги тепаат. Здрав, прав човек од 35-40 години се заканува на човек што има 60, 65, 70 години дека дома ќе го тепа и него и син му. Што му фали? Ништо. Последици? Никакви. Почитувани присутни. Вака функционираше МВР насекаде низ државата. Вака полициски службеници им се закануваа на граѓаните со цел да не излезат да гласат. И оваа појава беше масовна низ цела Македонија. Во Визбегово, во истата општина Бутел, со фотографија е документирано делењето на зејтин, шекер и други материјали до граѓаните од страна на локален лидер на СДСМ за време на изборниот молк и изборниот ден. Значи, зборуваме за носење на товари, материјали, зејтин, шекер, брашно и други материјали од страна на локален лидер на СДСМ, документирано со фотографија и никому ништо. Пријавено, реакција никаква. Почитувани присутни, вчера видовме и што значи за вработените во државната и јавна администрација кога СДСМ е на власт. Во аудио снимка, објавена во медиумите, слушнавме како таткото на кандидатот за градоначалник на СДСМ се заканува дека во еден ден може да бидат отпуштени над 1100 луѓе од Драчево од работа само ако не гласаат на СДСМ. Почитувани, слушнете оваа снимка која е доказ за тоа каков притисок бил вршен и е вршен врз јавната администрација социјалистите да не гласаат по сопствено убедување, туку за кандидатите на СДСМ. Слушнете ја снимката. Почитувани присутни, во текот на целиот вчерашен ден, значи изминете, предходно, знаете зашто зборуваме тука? За 1100 луѓе. Зборуваме за отпуштање на 1100 луѓе од Драчево. За 1100 луѓе од Драчево нивно отпуштање. Како во транзицијата. Почитувани, во текот на целиот вчерашен ден беше вршен систематски психолошки притисок врз граѓаните со цел втерување на страв за да не излезат и да не гласаат. На само 3 часа пред затворањето на гласачките места беа искршени над 40 надгробни плочи на православните гробишта во село Брњарци, општина Газибаба. Уште еднаш над 40 надгробни плочи на православните гробишта во село Брњарци, општина Газибаба. Сликите се загрижувачки и многу зборуваат за оваа власт. Забележен е и спречен обид за бугарски воз во Чаир, а информации за извршен бугарски воз имаме од повеќе места. Полициските припадници рамо до рамо со партиските активисти на СДСМ вршеа притисок и во Македонска Каменица, во Новаци, во Могила, во Кавадарци, во Штип и во сите општини кај што имаше втор круг. Во Могила и Новаци, почитувани присутни, им беше кажувано на луѓе за кои што се мислеше дека нема да гласаат за СДСМ. Не излегувајте на гласање, од понеделник не доаѓајте на работа. Ако било кој од вашето семејство излезе на гласање, не доаѓајте во понеделник на работа. Тоа им беше кажувано на луѓе вработени во РЕК. Могила и Новаци. Општини во кои што секојаш победило ВМРО ДПМН. Општини во кои што водеше ВМРО ДПМН. Почитувани присутни, ова се само мал дел од нерегуларностите и изборниот криминал кој беше извршен во текот на вчерашниот ден. Сите овие информации беа и се проследени и до меѓународните наблюдувачи, ОПСИ и ОДХР. За сите овие нерегуларности МВР и државните институции молчат и не реагираат затоа што се под целосна контрола на СДСМ и се извршители на изборниот криминал. Демократијата и правната држава вчера беа погребани во Република Македонија. СДСМ покажа дека нема намера да спроведува фери демократски избори и дека сака целосна контрола
врз институциите за целосен и тотален притисок врз граѓаните. Токму затоа ВМРО ДПМН излезе и излегува со 7 барања кои сметаме дека се неопходен предуслов за враќање на демократијата и владењето на правата во државата. Прво, организирање на предвремени парламентарни избори согласно пржинскиот модел, кои ќе бидат спроведени од техничка влада, на ист начин како што беа организирани парламентарните избори на 11 декември 2016 година. Второ, итна смена на директорот на Агенцијата за аудиовизуелни и медиумски услуги и избор на директор на оваа значајна институција по предлог на опозицијата. Трето, оставка и разрешување на претседателот на ДИК Александар Чичаковски. Враќање на старото законско решение во време на влада на ВМРО ДПМН, кога претседателот на ТИК беше од редовите на СДСМ, само од редовите на опозиција. Сега истото решение, за кое што ВМРО ДПМН имаше демократски капацитет, нека го спроведе и оваа влада што носи под наводници демократија, живот и слобода. Нека го дадат истото она што беше пред 5 години. Бидејќи под плаштот на така наречен независен експерт, всушност се инсталираше личност која што не работеше правично и честно, туку по институции на друг инструкции. Четврто, итна истрага и вештачење со учество на ВМРО ДПМН на уредите за прислушкување на УБК, заради основано сомнение дека полицијата врши прислушкување на најмалку 100 лица од редовите на ВМРО ДПМН. Пето, итно и без пролонгирање завршување на судењето за случајот подкуп, во кој што Зоран Заев на очиглед на целата јавност бара мито во висина на 200.000 евра. Шесто, основање на специјално јавно обвинителство, кој ќе има ингеренции за расчистување со изборните нерегуларности од изборите 2016 година и изборите 2017 година, како и на злоупотреба на целокупниот државен апарат за изборни цели за овие избори. И седмо, ослободување на лицата кои што се во притвор или прекинување на процесите против граѓаните за случувањата на 27 април 2017 година. Почитувани присутни, демократијата ќе се врати, ВМРО ДПМН ќе победи. ВМРО е константа која што трае 124 години, и во добро и во лошо. Ќе победи Република Македонија. Тогаш, овие прекршители на законите, сите оние кои што им се закануваа и ги заплашуваа граѓаните дека ќе ги тепаат во нивните дворови и во нивните домови, ќе одговараат согласно законите. Тоа е она кое што сакаме да го соопштиме на оваа денешна пресконференција.